Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо на Радио Лидер. Ово утро имаме навистина интересна тема за светските случувања, заедно со мојот копилот во овој авион кој не знае каде лета, Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро, Джезери. Добро утро на сите слушатели. Наистина, утрина имаме многу интересен гост заедно со Лјупчо. И многу интересен концепт на емисија. За почеток е, Драган, ние пред емисија, јас и ти се посомневавме дека можеби го имаме ово утро човекот кој на Хезболах им ги продаде пејджерите, знаејќи дека нешто се бави со трговија, потекнува од Блискиот Исток, има конекции со сите држави таму. Добро утро за Раби Седрак, политички аналитичар. Човек кој што поради безбедносен аналитичар. Да, поради спетот на околности, односно фактот дека е роден на Блискиот Исток и таму пораснал, има изворени информации од прва рака за сето тоа што се случува таму. Добро утро, благодарам за поканата. Морам да признаам дека... Ова со пејджери, нашава провокација, како ќе ја прокоментираш? Ја вака се си огледам телефонот и си викам дали има нешто, него 5 минути беше Раби со телефонот. Не сум ги продал пејджерите за нив, така да. Па да ги продаеш, па ќе признаеш. Аби, со тебе можеме да разговараме, се разбира, на теми кои што се поврзани и со Македонија. Ти изворено добро ја следиш и ја анализираш политичката состојба во Македонија и во регионот, меѓутоа сепак да започнеме со ова што Златев го најави. Ајде прво да почнеме со фактографијата. Израел имаше во изминатиот месец има една обсежна операција против Хезболах, либанската организација Хезболах, првенствено преку на еден чуден начин со пејджери изврши напад над лидерството на таа партија, им експлодира воки-токијата и пејджерите, потоа имаше операции за елиминација на поголем дел од лидерите, што резултираше со елиминација на првиот човек на Хезболах, Хасан Насралах, кој е своевиден мит на Блискиот Исток, затоа што 30 години не можеа да го најдат никаде, се криеше постојано, го елиминира, ова испровоцира реакции од Хезболах, ова испровоцира реакции од Иран, кој ја поддржува оваа земја, односно го поддржува Либан, како една шиитска земја, под шиитска контрола, во Иран исто така се шиити. Раби, ти ги говориш сите јазици таму што се во оптек и многу подобро може да се информираш од нас, ние може да се информираме исклучиво од избори на англиски јазик. Што се случува? Ако почна конфликтот од лани, ова го кажа вика и вас на 7 октомври почна лани, кога Израел по терористичкиот напад на Хамас влезе во појасот Газа. Да, и сега целтата на влегувањето во појасот на Газа, како го кажав тогаш, е сместувањето на жителите на Газа во Сина и во Египет. Ова е првата и единствена цел на целиот ова што се случува во Блискиот Исток. Само кога почна ова и они сакале да ја спроведат ова агенда, не беше очекувано реакцијите од другите земји, како во близина во Либан, Хезбола, Ирак и Јемен, што влезе исто во играта, како што следите, како Јемен почна да напаѓа и американските субјекти и израелските субјекти во Блискиот Исток. Година дена се тера конфликтот во војната во Газа, се случува масакар, имат дефиниција за воено злосторство, да се разбере. Имат убиено, ова, значи, дефинитивно е масакар што се прави против палестинскиот народ. Геноцид, јас би рекол. Геноцид, 40 и колку 5000 жртви, ова не се случило ни во времето на војната таму во Либан, кога имало војна од 75 година до 91.
немаше никаква реакција од арапските земји во околина, тоа се разбира дека е оправдано дека нема да интервенира една земја за другата, затоа што секоја држава треба да се гледа своји интереси. И ја ова го промовирам и го, како се вика, го почитувам и го бранам. Денеска не може да пати, например, Македонија заради Бугарија или Франција заради Италија. Секоја држава треба да има своји интереси, своји црвени линии и треба да ги заштити своји национални интереси. Само кратко, овој геноцид на Бенџамин Нетањаху му донесе меѓународни пријави и сега тој доколку слета во Македонија согласно нашите закони, затоа што ние ги имаме подпишано конвенциите за Хашкиот трибунал, ние треба да го апсиме Нетањаху. Така му дојде. Тоа е, да речеме, тој се доведе себе си, израелскиот премиер, во таква позиција. Продолжи. Да. Единствени држави што влегле во овој конфликт како вид од одбрана или од солидарност со Газа и првата беше Јемен. Односно јеменските хути. Јеменските хути што сега се на власт. И сега тие со сандалите. Изолите. Да, ма пазите дека овие со сандалите успееле да ја повредат бродот од како се вика Русфелт. Да. Што сега паркиран таму, не може ништо да прави затоа што му имат напаѓано неговите supplies, не знам како се вика поточно на македонски. И бродите за поддршка. Да, и стои таму бродот, не може никаде да оди. А од другата страна, Хезбола во Либан, што е еден голем, да кажеме, поддржувач на каузат, на палестинската кауза, а плюс учеството овој пат во тој напад што го направила во Израел во 7 октомври лани, тука гледате дека има голема улога за Иран во ова, затоа што како беше организирано, направено и се гледаш дека Хамас нема ваква способност да го направи, тука Иран има помогнато Хамас да створи тоа. И тука влезе Хезбола, почна да бомбардира северниот дел од Израел, како леверидж, за да може да престане масакрот или геноцидот што се случува во Газа. И тоа беше инволвирањето на Хезбола во овој конфликт што се случи. Месец дена имаше вакви конфликти и вакви пукања помеѓу Хезбола и Израел и после одлучи Израел тогаш да влезе, да кажеме, на појако малце во конфликтот, во војната и против Хезбола. Но почетниве судири, колку што успевам да следам, на територија на Либан, тоа што се нарекува ограничена инвазија од страна на Израел, не проаѓа баш добро. Токму вчера го гледав Бенџамин Нетањаху, зборуваше за загинати војници и излегуваат информации дека веќе на самата граница има сериозен отпор. Да, и сега кога почна со пеџерите на Љупчо, на тоа настанот со пеџерите и со воки-токи во Либан, што Израел стоеше зад ова. Израел во низината доктрина прво they pave the way и после тоа влезат во подготвува патот. Подготвува патот прво преко технологијата, преко ракетите, преко дронови, преко сите можни да кажеме алати што се достапни, па после тоа влезе во фазата на мини инвазија или да влезе да се ангажира на ниво на војската. Проблемот овој пат е кога почна со убиството на асасинацијата на Хасан Насрала, лидерот на Хезбола, што беше Иран знаеле дека тоа ќе се случи, имаше енвој од Иран во Либан, да. Имено за да го носи лидерот на Хезбола Хасан Насрала надвор од Либан и да го носи во Техран. И он не отишол во Техран и го одлежи ова 2 дена, и тој 2 дена биле, да кажеме, прозорот што може Израел да влезе да ја заврши таа операцијата пред да патува во Иран, затоа што знаат дека ако замина Хасан Насрала во Иран, ќе биде многу тешко после да го погодат. Но вчера излегува многу интересни информации, не сум сигурен дали се точни. Најпрвин еден господин од Либан, не го знам името, сега се разбира, тврдеше дека Хасан Насрала непосредно пред убиството
се согласил на примирие меѓу Хезболах и Израел. А втората работа што ја успеав да ја слушнам, Ахмединеджад, ако се сеќавате, се разбира, Раби знае, поранешниот председател на Иран, поранешниот. пошто има прилично силно влијание, тврдеше дека всушност луѓе од највисоките ешелони на армијата, дури на револуционерната гарда, што е тамо клучен фактор во одбраната на Иран, всушност биле соработници на Мосад. И дека тие практично го отчукале, ако така може да кажам. Сега не може да кажеме дека сите или голем дел од нив се соработуваат со Мосад. Се разбира, не, одредена... Да, одредени, да. Има, не заборајте дека има и евреи во Иран, така да и ова многу луѓе не го знаат дека има евреи што живеат во Иран со големи брои. И тоа се еманципирани, не знам, имаше голманот на иранската репрезентација беше евреј на кој не се. Да. Како инфилтрирана сите се инфилтрирани секаде, така да веќе тоа епока или ерата на шпионаж не како порано што да се чудиш ако има нешто, еве како гледаме во Македонија имаш многу голем дел шпиони тука во Македонија. Живеат тука нормално без никаков шпиони тука. Но начинот Раби мора да се признае дека Мосад, сега ние вака велиме Мосад. Таму има повеќе служби, се разбира, меѓутоа Мосад е како некоја и Шабак е важен. Митска обавештајна организација која што навистина знае што прави. Во оваа војна покажа неверојатни способности, техники, технологии со кои што практично за неколку дена им направи страшна штета на своите противници. Да му продаеш пејџери на Хезболах, значи цело време им ги следеле комуникациите од една страна. И начинот на кој што го најдоа на Насралах и така натаму, тоа покажува дека се подготвувале долго време и дека долго време биле во приказната инфилтрирање. Ему историја американски бомби кои бушат доле 3 метра, не 30 метра, 30 метра под земја и му историле врз него, врз објектот каде што било 80 тони експлозив. Видите, делот за разузнавачки служби, ова митската или не митска, ова тука пропаганда игра голем дел во ова улога. Значи, ако прашате просек човек во улица, кои се најаките три разузнавачките служби, одмах ќе кажува ЦИА, Мосад и таа на руската. Инаку, во реалноста, тега не се. Најјаката разузнавачка служба е Пакистан, например. Еве, во таа прилика, еве на радио кажувам на луѓето. Пакистан е број 1 на свет. Така да секогаш тука пропаганда игра голема игра, филмовите. Апсолутно. Да, фауда на Netflix, звездата со Габи, еден од таму што беше тој. Не, тој навистина работеше таму во службата, така да. Да? Да. Актерот. Да, не актер, он работеше во таа служба, па после отишол да биде актер. Да се преглумава малку. Да. Добро, но да се вратиме. Прво бил обавештаец, после глумел обавештаец. Да. Целава приказна на вистина е како за филмска индустрија, за Холивуд да снима филмови, тоа е неверојатно. Меѓутоа во целата приказна влезе Иран. Напад имаше во 2 наврата. Пред неколку месеци Иран изврши еден напад врз Израел со ракети, со дронови, во април беше. Да, во април, меѓутоа тоа беше некако како договорена, речиси, приказна. Да. Американците претходно знаеа, ги пречекаа со авиони, па ги пречекаа. Па и сега беше така. Сега не е баш така. Сега навистина се погодени воени бази во Израел. Да, каква што е направена е друга работа. Нема жртви, 99% од ракетите се пресретнати од израелскиот антиракетен штит, тоа е израелското тврдење сега, од американската морнарица и од британските да го слушнеме. Добро, не се согласувам јас со тоа, затоа што никад во ниедна држава, особено во овие држави, никој нема да декларира сам кои загуби има, особено ако овие загуби не се цивилни not civil casualties, не се обични луѓе, туку воено лица. Тоа се крие, никогаш не се кажува ваква информација. Значи, ако вие следите, например, CNN и западните, ви кажуваат дека Иран напагаше со 180 ракети. Ако слушате Иран, што кажува, ви кажува, ние напагаме со 220 ракети. Тоа наставно што се случи во април беше договарано, беше предупредени и кој ја носи пораката помеѓу Иран и Америка беше Турција. Значи беше организирано и се знае. Ова беше направено со дронови. Тогаш. Сега нападот беше со ракети.
Балистички ракети. Со балистичките ракети. Прво, реалноста може да ја гледате само на и другите медиуми. Не може само да слушаме CNN и да слушаме Al Jazeera и врз основа на овие две само да вадиме заклучоци. Имате Twitter, имате официри во армијата тамо, што може, има и видеа што покажуваат каква штета направила. Но, Иран намерно има направено многу мала количина на експлозиви во главите на овие ракети. Сега, според мојата анализа, ова само е тест. Затоа што Иран од секогаш имала проблем со прецизноста на каде ќе падна ова. Значи, прецизноста нивна игра тука, во смисол, има ерор од 30 до 50 метра. И така прецизноста на овие ракети, ова само што им фали на Иран, морале да правиле како нишан да пробуват да видат овие дали каде ќе точно може да функционира, функционира за поголемата доза што очекувам дека ќе биде наскоро. Тоа значи дека сега дека имаме нов момент. Тоа значи дека твоето очекување се дека ова нема да заврши овде. Не. Дали- Значи Израел мора да одговори, извините, Израел ќе мора да одговори на овој напад. Планират да одговорат брзо. И јас мислам дека ќе мора да биде пред наредниот четврток, затоа што тоа ќе биде национален холидеј. Ја да сум Во- ајатолах, во ќе Израел. проверам микробрановата се. И ќе мора до четврток Израел да одговори. Ама во случај ако Израел одговори, Иран пак ќе треба да одговори на одговорот на Израел. Мора ова да биде до четврток, затоа што четвртокот имат празник, треба да слават. Така би било убаво да слават и двете, и празникот и нападот што ќе го прават. Се зборува врз дека Иран. ќе нападнат или нафтени постројки, индустријата која што носи пари на Иран, или евентуално овие нуклеарни реактори, што би било многу поопасно. И сега значи не јас ако би треба да напагам. Ама да кажам дека би било пологично не нуклеарните реактори, ниту тоа за нафта. Би било новата фабрика во Асфахан за прајање новите та руска кинеска кореанска кинеска фабрика во Асфахан за прајање на средни и долги ракети што они ги продават на Русија. Тоа би било најдобар. Ама така па проблем со Русија ќе си направат, а Израел неќе да има проблем. Нема, они договаране за сето тоа што се случи, дори договаране за нападите во Сирија и во Либан исто. Добро, но иранските фабрики, колку што знам, и воопшто постројки се правени длабоко под земја. Да, ама тука има момент. Значи Израел не очекува никаков вид од координација кога стана збор за операции што ги прави во Газа, во Сирија, во Либан, во било каде. Освен со Иран. Они чекаат координација со Америка. Прават координација со Америка, затоа што овој напад што ќе Израел ќе го врши сега до наредниот четврток, за неколку дена ќе се случува. Ќе се утврдиме дали сте управо. Нема да биде на нуклеарните реактори, затоа што на нуклеарните реактори ќе предизвикува една регионална војна што Радиација 300 работи. е регионална војна што никој не е спремен за вакво нешто сега, особено пред изборите во Америка. Да. Нема да биде за нафтените фабрики, затоа што едноставно дилот што го прават со Иран за ова со ураниум работава да намалат enrichment, тоа за ураниум, на сметката на зголемувањето на производството на нафта. Ако денеска вие ќе бомбардирате фабриките на нафтата на Иран, тогаш ќе подтвердите дека нема да има дил во однос на нуклеарното и ќе продолжат во нуклеарното. Нападите, ви кажувам, ќе бидат или на овие на ракетите фабриката што ги прават и нормално на С-300 системите на одбрана што Иран ги има, наводно. Сега. Еве, последната вест од пред 11 часа вели дека Соединените Американски држави соопштија дека нема да како се вика да поддржат напад на иранските нуклеарни фасилитис, односно реактори. Па добро, Значи ова е како се вика од Џо Бајден, изјава од председателот на Соединетите Американски држави, значи тие нема да го поддржат Израел доколку ги нападне нуклеарните Што реактори. значи тоа нема да ги поддржат? Овде ќе има еден момент. Значи, САД апсолутно стојат позад Израел.
Значи, ако некоја држава на светот има суштинска заштита од страна на Америка, тоа е Израел. Мислам дека е посилен од Пред таа микрофонот, на Велика Британија. Значи, зборуваме за Израел може, Израел самиот има капацитети да врши напади. Овдека зборуваме за американска поддршка доколку дојде, предпоставам, до тотална ескалација на целата Одлично приказна. прашање и за Раби. Раби, ние имаме таму проблем. Де факто, Имаме де ние јуре, проблем, да. ниту Иран, ниту Израел не се нуклеарни сили. Зборувам де јуре. Ама де А де факто се. факто се. И тоа е проблем за планетата, затоа што Обединетите нации се создадени, една од причината за постоење е ова да се ограничи Тоа, нуклеарно. Златев, мора да интервенираме една работа. Вчера, Гутереш Антонио, генералниот секретар на Обединетите нации, доби шут карта од Израел, односно го прогласија за персона нон грата. Израел го прогласи официјално персона нон грата генералниот секретар на Обединетите нации. Сакам да кажам дека Обединетите нации во овој период, последниве 10 години, тотално изгубија своја. Ама нема друг механизам како да се реши тој Нема. Меѓутоа, овој веќе ја губи својата вредност. Ма од кога беше Обединените нации или Хаг или ова или било што? Тие не се фактори во ништо. Значи видите да ви кажам нешто. Макар номинално, сега станува безпредметни. Јас сум суверенист. Промовирам сувереността на државата. Сакате да бидете успешна држава, треба да имате јака војска, треба да имате јак лоби, треба да бидете богати. Ако не сте богати, ако немате јак лоби, ако немате јака војска, пријатно за држава. Тоа што Македонија и може сликата, тоа е прилика. Да, и сега ова важи не, како што важи за Македонија, важи и за Грција. И затоа многу тука, земји, затоа да. тука имате НАТО, имате и такви организации. Значи не можеш, сериозна држава се е сериозна држава. Сериозна држава никој не може да ја напаѓа. И ќе знае да се брани и ќе постои за секогаш. Не јаката држава секој ден е изложена за вакви работи. Обединетите нации нема никаква сила. Еве го, година дена убива Натањахо и јако ја до одреден степен еве бев на страна на Израел дека треба да се брани и така натаму. Ова што се случи е геноцид. Како некој не може никој да го сопре? Како не може никој во свет Израел да го ги ја сопре? напаѓа и Сирија во меѓувреме. Да, и Пред сега. некој ден ги нападна и хутите во Има тука Да. еден друг момент. И јас сега, ова може ќе звучи теорија на заговор. И јас сметам дека се ова што се случува е резултат на неодговорните, себичните и лудите политики на двајца политичари. Првиот е Доналд Трамп, а вториот е Бенџамин Нетањаху. Доналд Трамп не е на власт сега. Значи, извини, ова е директна последица на тоа што Доналд Трамп го прекина договорот со Иран за нуклеарно разоружување. Зошто го тврдам тоа? Иран сакаше да го спроведе тој договор за да бидат трговските ембарга кон него тргнати, за да може да тргува, да не биде на црна листа. Обама имаше цела платформа како да го цивилизира, условно кажано, Иран, да се откаже од агресивните методи, да се откаже од поддршката на Хезболах и така натаму, а за возврат Иран, затоа што Иран е земја која сака да се развива како секоја земја, да може да тргува, да нема трговски, како се вика тие, блокади и така натаму. Добро, теоретски Сега, да, во моментот кога дојде Доналд Трамп, со своите неодговорни политики го минираше тој договор, Иран повторно остана да биде осамен Дарт Вейдер. Сега, одиме на вториот чекор. Бенџамин Нетањаху, цело ова лудило почна во моментот кога Бенџамин Нетањаху забрзано губеше домашна поддршка, кога имаше корупцијски скандали, имаше проблеми со уставниот суд и така натаму, и наеднаш почна војната во Газа, и по таа војна сега и неговиот рейтинг и рейтингот на Ликуд се огромни во Израел. Според мене, значи, главни виновници за овие случувања се овие двајца политичари. Може би не сум геостратешки некако подкован, тоа магистрирам глобална политичка економија, можам да ви кажам дека овој дел со трговскиот договор, односно со договорот со Иран кој Трамп го прекина, е претерано важен и се ова е последица на тоа. Добро, едно прашање само од се тоа што го кажавте сега. Вие спомнавте агресивноста на Иран. Дали може да ми спомните во последните 20 години агресија што Иран ја направи? Не зборам за освен овие два ракетни напади кон Израел и поддршката на Хезболах. Тоа е. Ова
за поддршка или не, ова не е агресив. Значи Иран е држава што сака, знаете како, никој да не ја замара. И он не замара со никој. Значи не сме слушнали во последните 20 години на ниедна проблем или ракета или бомба или атентат или било што беше направено од страната на Иран. Така да треба да бидеме малце фер и објективни во ова. Значи ова е агенда што ја спроведеше Обама, тоа за Значи Обама ќе дојде ќе ја цивилизира Иран, видите, Не, ќе ја отвори за трговија Иран. Тоа е проблемот. Да. Нема да биде Иран изфрленото дете, туку ќе биде Иран држава која е во светските економски токови. Тоа беше идејата на Тоа Обама. заради неговите внатрешни политики, зборувам за Иран, заради неуспешните надворешни политики, они што ги имат. Ама како држава што е представува закана, они представуваат закана само за Израел, не представуваат закана на нито една другата земја во регион. Anyway, за да не излегуваме надвор од тоа што се случи, ова, ви кажувам, дека до четврток ќе има одговор од страната на Израел, ќе има после одговор на ваков одговор ќе биде од страната на Иран, со поголеми дози на експлозиви во ракетите. И тоа што би одело во круг, тогаш веќе би... Да. И тоа ќе продолжи вака. Значи очекуваш ескалација уште поголема. Да. Не, само бомбардирањето Израел ќе го прави врз Иран, па Иран ќе одговори на тоа, ама целтата на ова приказна, што ја кажав јас од лани до денеска, покрај сместувањето на жителите на Газа во Сина и во Египет, е еден проект, што овој проект постои од 80-та година, се вика Кивоним. Тој проектот е како спас или како рицртање на ова од израелскиот аспект на мапата на Блиски Исток од кога беше креирана од страната на Сайкс-Пико после Втората светска војна. После Првата светска војна. И овој концепт е уништувањето на големите држави во помали држави на база на етникум. Како што видовме дека почна тоа во Ирак да се направи, да се креираат 3 субјекти таму. Ирак практично веќе не е 3 субјекти. Една држава, да. Значи курди субјект, суни субјект, шиити субјект. Да. Пробали со Сирија. Така. Добри, во Сирија си има овие исламистите си имаат свој реон, идли пуште го држат, мислам дека. Ама ова во пат на спроведување на вакво и затоа биле од агендата на Обама тогаш во арапскиот пролет е цртање на нов Блиски Исток. Израел тука гледала, добро, ние имаме тој проект од 80-та, дај да го направиме тогаш што како и да е Америка ќе го поддржи, ајде ние да го направиме што ни одговара вас највеќе, што е тоа нормално бидејќи они се прокси земја за САД во Блиски Исток. Така да успеа во Ирак, пробале во Сирија, не успева, ама ќе пробават цело време да го направат и планот беше во Египет, ама не им успева. Добро, Египет е претпоставувам поинаква приказна, се работи за исклучително снажна држава. Заскулчелно? Снажна, силна држава. Египет е сепак 100 милионска држава која што не е баш било кој. Да. Од друга страна, тоа што упорно го заговараш ти, араби, префрлањето на палестинците од Газа во Синај, тоа е на египетска територија практично. Да. Ниту Египет покажува желба отворена за такво нешто, ниту па овие луѓе го прават тоа. Година дена се мета на стравични напади, меѓутоа еве, не, тие се затворени. Доколку утре Египет ги отвори границите, тие сите ќе појдат натаму. Ама проблемот е напади луѓето би тргнале да бегаат, прашале. Луѓето во појасот Газа се отворено и јавно го кажувам ова, се затворени во своевиден концлогор, бомбардирани, тепани од сите страни. Луѓето во Газа, најголем дел не се од Газа, тие потекнуваат од регионот на Хаифа, од погорните региони, нели каде што сега е Израел. Тие се потиснати таму. Дел се потеклу и од западен брег. Во Газа имаш на територија колку Скопје, колку милиони луѓе живеат? 2 милиони. 2 милиона луѓе на територија, замисли Скопје, го земеш Скопје и тука, сега не знам, колку 600.000 жители има не е проблемот што не може да излезе. Добро. Видите, до пред 5 години Кајро имаше иста површина како Скопје. Значи до пред новиот урбанистички план у Кајро беше 570 км квадрати. А у Кајро живеат 20 милиона. Така да знаат да се стиснат, да се гушнат. Во бројката прашањето во условите каде стојат тие луѓе и не можат да излезат, немаат никаква конекција. Единствена конекција со светот има по поморски пат што доаѓа хуманитарна помош најчесто од Турција. Сакам да кажам, ако проектот е таков, до сега не дава резултат. Не дава, ама упорно, еве, чекат, тегат све до американските избори.
Исто со Украина и со Русија. Значи, Украина и Русија зашто до сега не се реши тој проблемот? Затоа што мора да го стегат, да го продолжат се додека доаѓаат избори. Не смее да паѓа Украина во мандатот на Џо Бајден, затоа што Камала Харис нема да ги доби изборите. Опа, тука го гледам Златев помалку нервозен. Тој веќе Украина јасно се не може да изразува изгуби оваа војна. како Камало Харис. Значи, еве, кажувам дека едни од работите зошто Украина не изгуби, затоа што не сме да изгуби во се додека Мандат демократите на- се на власт. Видете се. во А САД. твоето убедување е дека Камала ќе изгуби Доналд Една Трамп. најголемата причина зашто Украина не изгуби е тоа што украинскиот народ ја сака својата земја и украинскиот народ не сака Русија да владее со нивната земја. И Русија што сака може да направи, тие луѓе никош нема да ја сакаат. И сега тоа со војна, а Русија сака очигледно да окупира територии. Украина ќе опстои додека постои украинскиот народ. И должност на целиот свет е да не дозволи украинскиот народ да изгуби својата држава. Види, еве, лично ја нема да поддржувам Камала Харис во изборите. Не надевам за незедна голема загуба. Гласам за Трамп. Трамп да беше председател и сега видите вака, значи генерално и Трамп и Бајден или и тогаш и Клинтон не биле ни добри производи од САД да излегуваат во изборите. Значи генерално може да најдат и републиканците подобар кандидат од Трамп тогаш и подобар од Клинтон да бидат нивни кандидати. Ама генерално да беше Трамп нема да се случи таа Од ескалација. Џозеф Бајден, мислиш? Клинтон беше порано. Не, Хилари Клинтон. А Хилари Клинтон, да, боже мили, да. Нема да имаше толку ескалации во светот, затоа што гледате кога Трамп беше председател, имало конфликти. Знам дека вие сте повеќе имате симпатија кон Камала Харис. Не, ја имам секојаш повеќе симпатија кон поразумната страна. Ете го. Ова на Блискиот Исток сега е резултат на политиката на Трамп. Ај кога сме кај овој дел, прашува извесен господин Игор, како се односите меѓу Израел и Русија, кратко само, Па мислам дека исклучително се лоши. нема, па не се лоши се, нешто лоши се. многу лоши. А како не, во Обединените нации Русија отворено застанува против Израел. Израел ја поддржува Украина прилично гласно, така што односите меѓу Израел и Русија во моментов се Видите вака. прилично дерогирани. Голем дел од жителите на Израел Се се руси, руси. да. Така да тука Руски евреи сега, добро. Да, тука треба да бидеме многу Втор внимателни со тоа. најзастапен јазик во Израел е рускиот. Е руски. Втората работа, еве, во последните напади сега, во последните операции што направила, Натањао се јавува на Путин. Го прашува, види, имам во Сирија овој проблем, морам да интервенирам заради Хезбола, не знам што прави таму во Сирија. Или Иран. Он му кажува, добро, внимавај само да не ги чепкај С-300 што ги имам таму, да не се чепкај со Асад, и да не се чепкај со ова и со ова. И онаа базата што е на море, да. Да. И Натањао му кажува, добро во ред, ќе правиме surgical strike, како се викат, значи прецизен напад, хируршки ќе напад. правиме, да. Добро, но тоа не се пријателски односи, тоа е едноставно Така да- внимание кон друга сила која што може да те повреди сега, да Да, бидеме ама реални. односите помеѓу држави немаат никаква врска со така да може државите имаат еве дипломатски односи помеѓу двете, ама имаат тегани под маса како што сакате како Пакистан и Индија. Многу е например. лицемерно први од страна на Израел и од страна на Русија. Израел вика, Русија вика. Израел нема право да напаѓа, а Русија има право да напаѓа. А што не е лицемерно на овој свет? Значи, Златев, сега не, ова е- мора, затоа што овде гледам испрани мозоци на социјално, иако се едно големо малцинство, ти ако ги гледаш коментарите кај нас на каналот, ќе помислиш дека имаме 50% од гледачите ни се бугари, а уствари на статистика на YouTube ни покажува 1% дека се бугари, исто и со русофили, бе. Ако гледаш на социјални мрежи, ќе мислиш цела држава веруваат во тие глупости, а во суштина се многу мал процент. Еве, Значи, Русија вика, Израел нема право да напаѓа друга територија, а ние имаме. Израел обратно. Вика, Русија нема право да напаѓа друга територија, а ние имаме. Ние може да правиме копнени инвазии. Русија се повикува на Косово. Преседани секогаш имало, се прават по потреба од на големите сили. Сега, знаеш, ова е големите сили прават така како што сакаат, малите така како што мораат. Сега да не бидеме Па сега, добро, наивни. но да бидеме објективни и ние мораме Никој на не е луѓето да чист. им го дадеме ова. Златев, никој не е лицемерие. чист, никој не е фин и добар. Едноставно прашање е на кога страна си во одреден момент поради твоите интереси. Јас тука суверенизмот на Раби ми се допаѓа
иако во Европа тој е прилично комплициран, бидејќи вие ако сакате да влезете во Европската унија, автоматски се откажувате од делот својот суверенитет. Па има европски суверенизам постои. Европа би бил убав кога би постоел суштински. Ваква раскарана Европа во суштина и не е баш суверен, како да ти кажам, немаш да се договорат. Ковид кризата покажа како функционира тој суверенизам. Покажа поради десничарскиот. Господин Вели вика воопшто не сте право, почитуван директор е многу е важно, бидејќи Израел сака да ги истреби палестинците, сега што точно сакаат не знаеме, да ги истребат. Целосно тоа не може, мислам дека. Што значи да ги истребат? Геноцид да извршат. Не бе, да ги уништат целосно. Во право е, господинот е во право. Значи видите, од кога се создаде тој проблемот, кога тогаш Турција и Саудиска Арабија 20-та се согласиле за креирање на еврејска држава во сред Блиски исток, сред арапските земји. Проектот беше измислувано од страната на Наполеон Бонапарт многу одамна да се креира една христијанска земја, една еврејска земја во сред срцето на арапските земји. Да, христијанска би била Ливан што не знам, и еврејската би била Израел. Така да господинот е точно. У меѓувреме Либан не е доминантно христијанска земја. Либан како не збориме како култура, цивилизација, историја затоа што постои пред 20.000 години, ама збориме како политички субјект. Како политички субјект имаше различни имиња. Значи тоа што се викаше Либан, порано се викаше нешто се вика L'État du Grand Liban, the State of Greater Lebanon, државата на поголемиот Либан, што беше дел од Сирија, а Франција го зема само една општина, една регион. Таму се вика Mount of Lebanon, значи планината на Либан, така се вика, а овој дел таму беше доминантно маронити и друзи. Немаше ниту еден муслиман, ниту еден православен, ниту еден. Да, друзите и марунитите се посебна. Значи маронитите сега да им објасниме на слушателите, маронитите се христијани, арамејци, односно тоа се католици со православен обред. Како унијатите слични. Види, кога биле, тоа не постоеше ни православен ни католик тогаш. Таму е создадено христијанството, сите тие не зафркна. Колективно. Значи, Златев е легенда. Суштината е дека маронитите се тоа, друзе се некаква форма на политеистичка религија. Ја имам добар пријател друзе, ако не следи, поздрав до него. Еден од најголемите генерали на сириската армија беше од друзите, губија по тоа. Друзите се лојални денес многу кон Израел како народ. Личното обезбедување на Ариел Шарон беше сочинето од друзи. Но во меѓувреме таму има и шиити, има и сунити сега во Либан. Добро, многу го проширивме ова. Мене раби ме интересира. Ти тврдиш дека ескалацијата е неизбежна. Да. Неизбежна во смисол Иран и Израел веројатно ќе продолжат да се ракетираат меѓу себе. Да. Ако тој круг постојано почне да се врти, тоа ќе има и поголеми штети и поголеми жртви, тогаш веројатно и критична инфраструктура ќе се гаѓа, што носи нови комплексни ситуации. Тука во еден момент можеби сад ќе мораат да се вклучат, сакале не икеле. Да. Можеби после изборите во САД се за колку, за месец дена отприлика. На 6 ноември бе, нели? Да. Од друга страна, Израел во моментов се бори на колку? На 4-5 фронта. Господа Тавите Лебовиќ спомнуваше 7 фронта, меѓутоа ајде да речеме дека се 4, едниот е со Газа, едниот е Либанон. Мене Либанон зборот побо ми звучи како Либан, искрено да кажам, Либанон некако ми е. Ти си словен и словенската деноминација. Ја користам, само ти кажам што ми се допаѓа повеќе. И со Сирија, и со Ирак, и со Јемен. И со Ирак, и со Јемен. И меѓутоа се покажува дека Израел е феноменално вооружен и дека може да го трпи ова. Не може да го трпи. И сега видите. Кога може? Значи Израел од кога се создаде Израел, имаше секогаш едж, не знам како се вика на македонски, во технолошкиот дел, аспект. Било како вид на предноста во технолошкиот аспект или во ракетски аспект, ако не подржан од воена на земја операција, тоа значи ќе престане тука. Што е сука разликата? Еве во Либан пробуваат да влезат, многу тешко им оди тоа во Либан. Загубите, они имале 8 офицери, значи пази, они влегле со 4 бригади, ама тие бригади од 2000. Па бригади се викаат кај нас. Значи околу 8.000 војници. А 8 офицери биле убиени. 39 повредени, ранети. Не, да, 39 ранети и видовме сите во слики како ги
Ги носат, надвор. Сега тука има зошто Израел има вакво чеко предноста да кажам и зошто зависи многу на тоа. Затоа што израелскиот војник он сега ќе оди за кратко на зимување. Така, ќе слави нова година. Па нема да оди. Има фамилија. Треба да се бори, да се војува, па да се враќа дома кај децава. Така е? Меѓу време, војниците на Хезбола, војниците на Ирак, например, овие 2000 талибанци, што тргнали, не знам доколку знаете, тргнали 2000 талибанци од Афганистан. Те не веруваат во Дедомраз, немаат многу. Тие Значи, тргнувале по пат од Афганистан и доаѓаат во Либан. Доаѓаат во Сирија и далеку Либан. Овие 2000 талибанци ги имат скинато пасош кога излегле од Афганистан. Значи нема враќање. Значи, овие идат да се војуват и да не се враќаат, затоа што кога ќе ме разбирате што е разликата. Одат джихад да така, прават. да, затоа што израелскиот војник има фамилија, има дома, има на зимување, треба да оди на скијање, треба да оди. Значи сакаш да на кажеш одмор, треба да оди. мотивот е различен. Да. Израелскиот војник во принцип сака да преживее. Но, види се, фактографијата говори дека од денеска е 3 октомври, инвазијата на Израел во Газа почна на 7 октомври 23 година. Значи една година, да. За скоро една година. За една година Израел успеа малтене да го уништи Хезболах, Хамас, извинувам, Па сега и дали е му уништен, не зададе знам. фатален, многу тежок удар на Хезболах. Организации со кои Израел се бори во изминатите многу години и со разузнавање, и со терористички напади прават, и со се и се што. Значи Израел покажа неверојатни воено-разузнавачки способности ова во овој пропаганда период. ти го кажува. Сега зошто ти го Не кажувам тоа? фактографија, бе, ради Господин, значи јас сум од првите што дале право на Израел да се бранат. Знаете моите ставови какви Да. се. Ја пријател сум со Израел, сето тоа, ама сега да збориме да бидеме малце објективни, не. Израел покажува фейлиор во све, затоа што еве една година не можат ништо да направат во Газа, само го уништат како инфраструктура. Ама да гледаме резултати од другата страна. Како се чувствува секој израелец сега во Франција, во Белгија, во Италија, во регион? Живее во страф, апсолутно. Живее во страф. Какви се одат бизнисите? Катастрофа. и не само тоа. Берзата, катастрофа. Значи, видите, од другиот аспект сега што е успех дека убиеле, види дека асасинацијата на Насрала или било што, ова е тука има предавство повеќе отколку успех од другата страна. Предавство Од страната на Ирак. Ова е многу интересно, пошто ти си безбедносен експерт. Имам гледано многу документарци на оваа тема и книги читано и баш сакам да те прашам. Например, гледав еден експерт, поранешен, високо позициониран човек во британските служби, вели, ние доколку ги убивавме лидерите на Иравака, сега немаше да постоиме како држава. Зошто го тврда тоа? Затоа што доколку имате вие агресивен пристап кон овие, еве сега убиле 25 лидери на Хезболах. Тие 25 лидери сите ќе добијат некаква замена. Но додека Израел да им ги пофаќа структурите, да им ги пофаќа конците, кои се, како се, кој им е supply chain-от условно кажано, која им е групацијата, каде делуваат, ќе помине време и време. А од друга страна, сите овие кои ги убиле, знаеле се за нив, можеле да го предвидат секоја нивно идно движење, можеле да предвидат секоја нивна активност. Дали Бенџамин Нетањаху, за да го подобри својот рейтинг, за да се спаси политички, всушност направи фатална грешка од безбедност на разузнавачки аспект. И затоа доколку кажав тука кај вас кога бев, кога почна овој конфликтот. Значи, он зошто продолжеше до тие екстреми отишол? Затоа што нема веќе спас за него политички. Значи, он знае дека после тоа ќе оди во затвор. Гледате протестите секој ден ги има во Телавив. Сите градови тамо, прашајте пријателите така како е чувствата. Никој веќе не го сака човекот. Знаат дека човекот ќе заврши во затвор. И сега, или јас, или нив. Сега мора да прави нешто за да гарантира неговата екзистенцијата на неговата партија. И асасинацијата на Хезбола во било која цена беше многу битна да докажува некако вид од резултат, затоа што допред тоа ништо не направи, ниту ги доби затворениците што ги зема палестинците. Се уште има околу 100 заложници во... Да, и сега мислите како чувствата на израелецот. Израелецот сака да живее во мир. Израелецот е жител што слави животот. Да. Сака животот, не сака да умира. Прашање, да. И денеска му дојде лидер, што тој лидер го носи
за не само за во војна, го носи за да биде омразено цел свет. Батали, знаете во Белгија како чувствате сега против Израел? Мислам дека Во прв пат ова е какви? реално Израел номинално од политичката номенклатура има поддршка во Европа и во САД, меѓутоа на ниво на граѓани тоа е сосема Кое тој поменето. Видите, е една од многу битните. Не, јас сум разочаран од политичар, како можеш ти да поддржиш 30.000 цивили? Јас што сум најголем поддржувач на Израел, мене добро, Израел вехаби ми се очигледно има- заканувале по Facebook затоа што сум ги Видите, поддржувал, а од видите, 30.000 луѓе да самите убиеш. евреите, Знаеш, нивниот лоби во Флорида, на самите евреи не може веќе да го трпи Натанијаhu. Значи, дали е стратешка грешка убиството на овие лидери? види, не би го кажал како стратешка грешка, затоа што он стигна да целтата што он ја сака и да го изголеми рейтингот рейтингот на неговата партија. Добро, но на другата морам страна да те тактичка прашам. грешка е. Морам да те прашам. Прво, јас воопшто не верувам во доминација на еден човек, тоа што го зборуваше Златев, не знам дека Трамп или Нетањаху заради своја лудило, глупост, желба за власт, што и да е, прави одредени потези, се работи за цела номенклатура, за цел систем. И второ, можно е еден човек во таква држава како Израел, која што е исклучително моќна, во секоја смисла на зборот и која што има лоби во целиот свет, да зависи само од желбата за политички опстанок на еден човек. Малку ми делува наивно. Ама затоа он пред да почна тој конфликт, не знам дали доколку памтите на измените во закон што он сака да ги направи, измените беше, во да. судството што он сака да ги За да се направи, спаси за да може да земе се под обвинението за неговата корупција, контрола. во И ред. тоа против основите на што Израел беше основано. Уште едно Секој прашање од нормален мене пред израелец, рекламите. секој нормален израелец ќе одбива да има лидер како Натањаху, затоа што го доведува во една ситуација. Имаше протести со по Морам- 500.000 луѓе. Ама ги да. има, ама не ги гледате на телевизија, затоа што не ги стават на телевизија. Морам да ти дам една забелешка за контрадикторност, Раби. Од една страна велиш дека го поддржуваш Трамп, велиш дека ова што го прави Израел е геноцид, а од друга страна го критикуваш најголемиот пријател на Трамп во светот Бенџамин Нетањаху и со самото тоа го поддржуваш планот за уште поголем геноцид Еве, ќе ви врз кажам. значи, палестинците. говорам, Многу е контрадикторно од твоја страна сега. Морам да ти го послушам ова. Не, Затоа секој- што ова се зборови кои ти ги кажа во оваа емисија. Да. Прво, како еве, ако треба да гласаш помеѓу Трамп и помеѓу како се вика Клинтон или Камала Харис. Камала Харис. Ја на Камала Харис никогаш не би гласал за неја. Така да гласањето на Трамп е однемани опции. Однемани опции, не од сакањето на Трамп. Тоа да го рачистиме вака. А не гласањето, ја го сметам како нешто што е лошо. Значи не одење на Еве, гласање, Трамп ова ако се деси ќе продолжи бойкот на гласањето, ја го сметам дека доколку не е во ред. победи Доналд Трамп ќе продолжи геноцидот на А сега палестинците. да, дозволи да ви Да. одговорам на едно Да. по едно. Значи, пак да кажам, ја бојкотирањето не го признавам како ова треба да одиш и да го уништуваш твојот глас, ама да не скрос игнорираш тоа. Помеѓу Трамп и Харис, Трамп, затоа што Харис ако продолжува демократите у било каде да водат светот ќе се уништи после, нема да стои ништо од светот. Тоа е делот на Трамп и на тоа. Делот на геноцидот што се случува со израелците, значи јас човек што не бегам од војна, ма едно е кога војуваш маж, еднаш кога убиваш деца, жени, стари луѓе. Ова е немање код во твојот војување. Тоа е исто кога ти се скараш со некој во улица и ти си силен тука, а го удариш човекот пред син му. Што ќе ти сопреш? Значи, како се вика, може, еве, двајцата, еден гледа дека тој има син, а ти го тепаш таткото пред синот. Кога правиш вакво нешто, ти немаш код. Чест, немаш табело. Чест. Така да, тоа што се прави, од тие 45.000 што се убиени, што пак кажувам мисли, ја на почеток, еве, реков, јас сум против терористички напади и така натаму. Ама кога ставаш децата во прашање, жени во прашање, стари луѓе во прашање, ти си лодак и треба да завршиш во затвор. Премногу ни забележуваат, сме го прекинувале гостите. Добро, тоа е недоволниот капацитет на македонскиот граѓанин да разбере што е дебата и дека основата на демократијата е дебата. Во Македонија никогаш не разбраа луѓето што е тоа и затоа сме и вакво општество какво што сме. Изворот на се е културолошки. И сега, Раби, не те прекинуваме, кажи Зошто ме остави? зошто го поддржуваш Трамп, кој е
најголем поддржувач на геноцидот што го прави Израел. Трамп не е одговорен на геноцид што го врши Израел сега. Ова вега вашиот сега секогаш сите вие демократите или социјал-демократите, вие така мислите или така верувате, инако не е така, а како што кажам и го повторувам и го кажав тоа јавно, многу е срамота за САД да има после толку години обстоењето од being, од дека си полицајецот на светот, дека све, да на крај да излегуваш како пред 8 години со две производи како Хилари Клинтон и Трамп. Така да самото поизлегување на овие две како кандидатите за председател на САД, тука покажува толку лошо и да работите во Америка. Ама помеѓу САД и помеѓу, извините, Трамп и помеѓу Бајден, иако мене на работа ми одговара повеќе Бајден да биде председател. И овој моментот што треба секој македонец и секој жител на било која држава да стигне во на тој момент. Мене лично ми одговара од бизнес аспекти, од работа, да биде Бајден председател. Не може Бајден да биде се повеќе. Сега, или Камала да биде. Ама не, нема да еве поддржувам Трамп, иако може да ми биде штета на работа. Ама како принцип. Мене ми е многу вака чудно, абсурдно ние од Балканот и Блискиот Исток како една политичка целина каде што нормални држави на прсти се бројат вака. Да ги земеш од сите и на Блиски Исток и Балкан да не собеш, знаеш кои се тука нормални држави, стабилни држави, суверени држави, на прсти се бројат. Не ни на прсти. Не на прсти, затоа што секоја држава, тоа мојата... Па ние да им даваме совети таму кого да бираат, малку не одговара се, не знам како да ти кажам. Не, видите, не одговара, значи ви кажав, суверенитетот е нешто што најбитно од секоја држава мора да го има. Да одговорам на третата што го кажете, значи еве тоа причината зошто Трамп не е контрадикторно, второто да, Натањаху врши масакар, кога убиваш деца, кога убиваш жени, кога убиваш стари луѓе што немаат способност на војување, ти значи си убиец и си криминал. Ако сакаш како маж, еве, дојди, како го кажуват маж, еве, влегли во Ливан и гледа резултатот што е. И третото и последното за во однос тоа на контрадикторноста, зашто ги бранам јас Газа, јас сум на страната на фер играње. Ако помеѓу војска и војска, нема тука. Ама кога војска и цивили луѓе, во смисол не воено лице, не коректно, не фер тоа. Така да, еве, тие се трите... Да. Има една теза која што сметам дека стои, а ако не се лажам и ти ја поддржуваш, дека сите војни започнуваат поради бизнес интереси. Да. Сега, бизнес интересот во конкретниот конфликт за кој што зборуваме, малку е тешко да се пронајде. Стратегија, геостратегија, не знам што, меѓутоа каде го гледаш ти тука бизнес опортунити, можноста за заработка при овој глобален, уште не е глобален, регионален конфликт на Блискиот Исток? Значи, ја верувам дека тоа што се случува во Блиски Исток сега моментално, тоа беше дел или последица од конфликтот помеѓу Украина и Русија. И беше како diversion за светот, светот да не сега фокусира многу на Русија и Украина, е целиот фокус да биде на Блиски Исток. Војната на Русија и на Украина е базирана на бизнес. Се повеќе што ќе уништуваат Украина, тие се поголеми можности за француските и германските фирми за реконстракшн на Украина, за градба на Украина. Веќе сделките се направени. Колку сурово звучи ова, меѓутоа е... Да. Може и обратно да ја свртиме работа, ќе пробаме сега, нели? Тоа е суштината на интелектуалната дебата, од поише перспективи да ги разгледате работите. Може и обратно да ги свртиме работите. Дали сега, например, може би е прилика за Соединените американски држави, Велика Британија и Израел да ги остварат дел од своите интереси на Блискиот Исток, а Русија да не може да се вмеша во сето тоа, затоа што Русија е зафатена во конфликт со Украина. И сега спомнавме можен конфликт со Иран, иако најверојатно тоа нема да се случи, но доколку сега биде нападнат Иран, Русија како голем сојузник на Иран нема да може да се вклучи, затоа што Русија има многу поголем проблем од Иран на дневниот ред, многу поголем
приоритет од Ирана, тоа е војната во Украина. Дали може и обратно да ја свртиме Виде, работата? да, може обратно да ја свртиме, само да коментирам дека Русија и Иран не се сојузници. Значи, Иран не е сојуз на Русија, туку што е Сирија и сојуз на Русија. Така да тука треба да правиме... Да, може и во Сирија интересите ќе може да си ги остварат. Добро, но Иран и второ, Русија се обидуваат да созидат стратешко партнерство. Се обидуваат. Да, ако, ама кажувам дека до 2011-12 арапскиот пролет кога се случува и кога гледаш Блиски Исток, последицата на агендата на Обама, што покажува само failure, неуспех во Блиски Исток, Америка изгуби еджот, изгуби предноста, изгуби сите привилегии што она ги имала во Блиски Исток. Беше единствен и првиот снабдувач на сите оружје во Блиски Исток, денеска веќе не е така. Од првијата држава што имала и концесии и права за барање на нафти, на природен газ, го изгуби и тоа. Денеска има и француски фирми, италијански фирми и руски фирми што Како е возможно толку лоша пресметка, не ми е јасно. Саудитска Арабија дури во овој момент размислува за откажување од доларот или не знам. Ова е стратешка грешка, сметаш, на американците? Да, а не само тоа дека се откажува од доларот, туку и почна да бара други извори на вооружување на други извори може да биде повторно Русија. Армијата, не само Русија, сега имате Кореја и во игра, Северна Кореја во игра, Кина и во игра, и сега Кина ќе отвори фабрика за авиони во Египет. Навистина? Да. Тоа е најново, што имат подарено последната генерација на нивниот авион, тој што како стелс, како тоа што не се гледа по радар. Но тогаш претпоставувам дека Египет ќе ги изгуби оние милиарди што ги добива од Америка секоја година за сега да ги изјасниме тие милиарди што ги добива. Значи он не добива донација, тоа беше членови во договорот на Камп Дејвид што е подпишано помеѓу Египет, Израел и Јордан. Како што добива Египет, добива и Израел, добива и Јордан. Било какво преместување во членовите на ваков договор ќе има истото влијанието на Израел, истото влијанието на Јордан. И сега ќе дојде некој ќе ти каже, па добро, што има врска, па Америка ќе продолжи да дава на Израел. Не, затоа што треба посебно одобрување, ако треба да дават донации, например, на Израел или оружје на Израел, вон договор што е веќе подпишано. Кога има договор подпишано, не поминува низ многу одобрување во Америка. Тоа еднаш одобрува во Конгрес. Но има еден чуден преседан. Не сум сигурен дали сите гледачи може да го следат ова што го зборуваме без никаква лоша намера, бидејќи се ова прашања кои се специфични и се не толку познати. Постои еден така наречен преседан кога е во прашање Израел. Председателот има суверено право практично да носи одлуки за поддршка. Не бара дозвола од Конгресот. Значи Америка за да даде пари на Украина, напамет зборам сега, така мора да пројде тоа низ Конгресот, мора да гласаат 5 милиарди, 8 милиарди па се расправаат, но не даваме. Кога е во прашање Израел нема такво нешто. Тоа е воведено уште во времето на не знам на кој беше на Труман ли или не е ни важно, со децении назад председателот има суверено право да рече окей за Израел толку. Така што ваквите договори не би требало да играат таква улога. Зошто не би требало и сега од другата страна, сега тоа не контрадикторно, но сега збориме, ако ти си израелец, сега гледаш од аспектот ги гледаме работите од различни перспективи. Денеска, сега секогаш кажувам дека многу битно да имаш лоби. Сакаш да имаш успешна држава, мораш да имаш успешен лоби. До Втората светска војна, главната држава што поддржала Израел беше Англија. Така. Ама Англија имате изневерено Израел во моментот на купување на земјиштето. Кога правиле тогаш land swaps, кога имаше две тогаш територии, требаше да правате две држави, палестинска држава и израелската држава. Тука Британија, што имала огромни број на територии, што имат продадено тоа на евреите на многу висока цена. Сега израелците немат заборајно тоа на англичаните. И во првиот момент кога покажала Америка сила по крајот на Втората светска војна, се преферили тука поддршката, место да биде Англија земјата што ја брани Израел, стана Америка земјата што ја брани Израел. И Израел од другата страна фокусираше селата нивната. Но денес сега ги кога говориме за
Соединетите Американски држави, кога говориме за Обединетото кралство, мора да јасно да кажеме дека станува за еден ист геополитички блок. Па добро, англосаксонците како нема тука да. големи разлики, тоа го видовме нели сега. Тука е Канада, тука е Австралија, Нов Зеланд. Ракети. Да. Ама anyway, шемата, цртажот на светот се променува. Америка не е веќе единствена, да кажеме, најсилна држава во светот, има други сили, има друга економија во позадина, има еве БРИКС како се развива со БРИКСот. Тенденцијата на Блиски исток веќе да не биде да следи и да биде под Америка, туку да прави диверсификацијата на изворите на неговото вооружување, на економијата и на сите овие работи. Од нивни аспект е супер, тоа го сваќам Араби. Меѓутоа, како е возможно САД да направа таква грешка? Не, види. Види, прво треба да почнеме. Како САД добива информации и носи информативни одлуки. Еве, например, САД како држава зависи многу, и то голем дел во разузнавањето, да кога да зависиш од твоите дипломати, затоа што првите шпиони во системот на разузнавање се амбасадорите. Така. И дипломатите што работат во амбасада. Тука на еден. И сега, овој амбасадор што доаѓа, еве, например, во Македонија, доаѓа амбасадор, еве, нов мандат, ќе седи 3 години тука во Македонија. Он си доаѓа, еве, стигна тазе во Македонија и сака сега информации да разбира. Ќе разбира од кого? Од 20 советници што он ги има. Како они го ранат со информациите, така он ги пренесува информациите. Вториот дел од кој имат улога се civic organizations. Како се вика, невладините организации. Што члени припадника Златев гледач. Што финансирани, да, од Ја не одавна не сум бил невладина. Да. И сега, како што е информиран амбасадорот или дипломатијата, така е информира државата. И државата, да кажеме, дипломатија е една од алатките. Civic organization, невладина организација, тоа втората алатка, имаш уште трета, четврта и пета алатка. И ги добиват информациите преку овие алатки и ги анализират овие информациите. И тогаш им текна таа идејата да појачат, да кажеме, по либералните за слободата, за еднаквоста, за либерални вредности. Тие шарените агенди што биле и во арапскиот пролет беше шарена револуција. Да се разбереме, не се тоа шарени агенди и не го споредувајте тоа со нашата шарена револуција. Агендите таму беа за демократизација, за човекови права. Господине, не точно дека исти се. Тоа на крај се изроди од тие такви идеи, на нив се закачија радикални верски доктрини на Блискиот исток. Тоа е. Дај да го кажеме, да го рефразираме по организаторите на арапскиот пролет се исти организаторите на шарените револуции. Дали се во Европа, во Источна Европа, во Африка или во Блиски исток. Значи, исти се. Имаш тука кам вас отпор. Значи, истите организации, истите финансирање, истиот човек што ги финансира овие организации. И сега, како ти во Македонија, например, се случува шарена револуција, што повикала, например, на 5 принципи, например. Но проблемот со овие шарените револуции, дека прво, не се организирани, второто, немат искуство, трето, знаеш како маршмело, како жели, така нема тоа. Кој беше најорганизиран, да кажеме, организација или институција или тело што можел да скокне на шарената револуција и да и дава некој ред или вид од организација? Беше СДС. Политичка партија, добро. СДС. И СДС ги зема. Исто тоа се случи во Блиски исток. Значи беше кейс стади тоа. Во Блиски исток, во Македонија СДС и организираше шарената револуција, тоа е разлика. Ама не се согласувам со вас. Значи шарените и СДС се различни, не се исти. Не, ама тоа сакам ја да ти кажам, но тука немаше шарена револуција, па СДС да ја води, туку таму СДС си измисли концептуално, си спроведе, си направи шарена револуција со своите луѓе. Своите митинзи, протести ги нарече некаква револуција. Тоа беше во Македонија. Во ред, тоа во Македонија се циркус беше, извини, вака така да не гледај во какви последици ни донел. Во Тунис, например, можете да го видите тоа реално што го зборувам. Дека еве почнат да повикува за либерално, за ова, кои и еве прават протести, ама не размислуваат понатамо, кога отишла, например, тамо да го напаѓат председателот во Тунис, кој ќе ја води таа работа? После еве земале власта.
Кој ќе биде председател, кој ќе биде министер, кој ќе биде собрание, кој ќе биде ова. Нема такво искуство. Тоа е неверојатно е. Нема такво искуство. Тоа се случи во Египет. Ама Египет, затоа што сериозна држава, го амортизираше тоа преку војската. А Тунис нема войска. И гледај до што доведе. До што доаѓа тоа? Бега председател, доаѓа друг и многу. И не знаат што да прават. Не знаат што да прават. И ова е во суштина што кажам. Не е толку Америка одлучи да црта прави нов Блиски исток, ама не биле спремни кој ќе води таа работа, како ќе ја води таа работа, и тука луѓето изгубили довербата во САД. Готово. Значи ти сметаш, Раби, дека арапската пролет, фамозно така Arab Spring, Arab Spring не беше издишка на народите и на граѓаните кои живеат таму, туку беше надворешно спроведена и организирана од САД. Да, од Египет, во Египет, например, имено беше отпор и канвас. У Тунис беше отпор. Овој Срđe Браќо Срби удараат на секаде. Така да... А се користат слабостите на општеството. Ама сега тој Вучич го поддржува. Да? Се користат слабостите на општеството. Ти имаш таму држави во кои што 30 години владее некој лик. Така беше Хосни Мубарак, колку време владееш? Да, 30 години. И на луѓето им збоктисува. Па преку глава. Да, ама чекајте малце. Сега најголемиот случај на корупцијата во Египет, во времето траење на владењето на Мубарак во Египет, беше еден, се вика Ахмед Ез таму, што има во 30 години има крадено 20 милиони долари. Ти за така кај нас не се дегнува сега моментот каков е. 20 милиони долари во 30 години. И тука во Македонија во една недела правиш 50 милиони евра. Тоа сака да кажам какви има кај нас. Охо. Дај да ги донесеме ти од Египет. Не, сакам да кажам. Унапред ќе им даеме менаџерски договор. 20 милиона евра ти 30 години оправене. Унапред. Да си ги урочи. Значи плюс камата да си зима на него. Така да тоа, да, играле на тоа што фалеше на народот, гледале фалинките што се во општеството, ти ги ранела чувствата на луѓето со тоа збору. И така натаму. Инаку изгубиле веќе довербата во САД, сега никој не верува во САД и многу тешко да ја превзема пак позицијата што ја имаше пред 2011. И таа загубата на бизнес. Тука бизнес opportunity сега за Кина, бизнес opportunity се на Кореја, јужната ни северна, и северна дури, затоа што и северна учествува сега во многу, да кажеме, во знаете, имат некоја иновација, им фалат, например, финансирањето, доаѓаат од Блиски Исток и го продават во Блиски Исток и врви работата. Така да се на крај околу бизнес. Војната е алатка за бизнесот да се спроведе. Раби, ти благодарам. Драган, ти благодарам и тебе. Апсолутно. Еве, ние конкурс да распишеме, да најдеме политичар што ќе украде само 20 милиони. Добро, мене Мицкошки ми личи дека нема да надмине. Не, видите, мислам дека му верувам на човекот. Мислам дека нема да отиде до овие. Дај малце да даваме, да кажеме, прилика сега да се средат работите. Значи ВМРО ДПМН има наследено држава. Не ми делуе за... Не има наследено не држава, има наследено хаос, има наследено не ред, има наследено многу загуби во многу работи и нормално, ако во секој, да кажеме, во законот или во ваша традиција тоа 100 дена влада да презентирате нешто, ако тоа во нормална, да кажеме, услови 100 дена влада, ја мислам треба да се дава 200 дена за да може да излезе од тоа што се вративме ние како Middle Ages. Како така да среден век. Како среден век. Еве, јавен повик до сите наши политичари кои не слушаат, а не слушаат секој утро. Не крадете над 20 милиони евра за 30 години. Тоа е некаков лимит кој го имаме. Значи може, тоа е Египет, пази поголема држава го издржало тоа. Ние малку може да им спуштиме, например, наместо 20 за 30 години 7-8 милиони евра да украдат. Па доста е тоа за пензионерски живот и за неколку генерации да си ги обезбедите.